почесто ќе ја слушнеме изреката, односно верувањето и мнението дека стандардната верзија на книгата се почесто се заменува со екрани или со некои други форми на технолошки достигнувања кои што влегуваат со брзина на светлината во нашето секојдневие и имаат навистина широка употреба помеѓу луѓето. Меѓутоа, дали е ова вистина и дали ќе успее било каква технологија и видеосодржина да ја замени умствената, впрочем, моќ која што има книгата и да го потикне развојот на секој читател и да му помогне да совлада живот на мудрост. Впрочем, колку книгата представува учење за животот, ќе дознаеме од денешниот разговор со писателката Нада Стоилковиќ, а вие останете со нас во продолжение и проследете го нашиот интересен разговор. Нада, ви благодарам што прифативте поканата да бидете учесник во емисијата Мој збор на телевизија 24. Секогаш кога имам на ум некои теми кои што се врзуваат со книжевноста, прв избор сте ми вие и веднаш првата асоциација сте ми вие како автор и како писател. Пред се поради доста интересните теми кои што ги обработувате во вашите дела и мислам дека во изборот на теми тука е најинспиративен дел каде што и територија каде што може да се извлечат прашања, па и за тоа почетокот на разговорот ќе го фокусирам токму на изборот на теми. Каде наоѓате инспирација? Како го вршите изборот на теми? Дали се водите по тоа да е некоја тема актуелна, некоја неодговорено прашање кое што многу често се врти во јавност и се поставува како таква, па сакате да дадете еден свој придонес во начинот на кој што треба да се перцепира еден проблем или еден настан или една појава во општеството или во книжевноста, или тоа е некоја ваша лична дилема која што пишувајќи за таа тема, впрочем прво себе си ги давате одговорите на тие прашања, а потоа и преку тоа што читателите ќе се идентификуваат со вашата дилема, можеби вашиот внатрешен конфликт или вашиот диалог внатрешен ќе можат и самите на себе да си ги одговорат прашањата, затоа што јас верувам дека сите ние луѓе имаме некои универзални прашања кои што не мачат сите, без разлика на тоа кој е нашата припадност во социокултурното милие, не знам, економскиот статус и така натаму. Пред се сите сме луѓе, има некои универзални теми со кои што сите сакаме да се занимаваме, па и отаму многу често можеме да се препознаваме на ниво автор и писател. Ме интересира тој дел малку да го прокоментираме околу изборот на темите, како го вршите. Јас мислам дека изборот на теми секогаш и кај другите автори, не само кај мене, е животот. Апсолутно животот. Значи, колку и да има фикција во некое дело, значи, мислам дека основниот зачеток е во некој дел од животот, во некоја случка. И сега, кога зборувам посебно за моите книги, секогаш и сите тие приказни што се напишани се вистински, слушнати, доживеани кај некој близок или раскажани од некој близок. Значи, сепак животот е во прашање. И сега, еден пример само ќе кажам за после керката на Дрвосечето од како излезе, бидејќи таму имаме нели дете што е посвоено и после тоа што си ги наоѓа родителите. Значи, јас имав навистина многу голем одзив од читателите кои се пронајдоа во тој дел. Значи, некој ќе речеше, знаеш, мајка ми е Дана, а јас сум Виктор. Значи, јас сум тоа посвоено дете што успеа да си ги пронајде биолошките родители. И многу, да не кажувам сите како примери, дури имав и јавување дали може да ми дадете контакт со Дана, бидејќи знам дека е вистински приказна, па да ми помогне, еве јас сум усвоен, па да видам како, на кој начин да ги барам моите родители. Таа инспирација во животот ние секојдневно ја гледаме, само за Во врска со изборот на темите, кажавте дека тоа се теми кои што се животни случаи и навистина се случуваат на луѓе поединци, меѓутоа тие застапуваат и поголема група кои што има слични или исти проблеми како што имаат и ликовите од вашите книги. Меѓутоа, кој е првичниот порив да се пишува? Дали се тоа некои случаи кои што сакаш сама себе да си ги објасниш преку пишувањето, или е тоа некои приказни дилеми на другите луѓе на кои што
сакаш еве со еден по-дистанциран пристап да дадеш одговор зошто нешто се случува во животот, како што се случува, дали се тоа животни неправди или животна борба или животна победа, или тоа сметаш дека едноставно некоја приказна која што треба фактографски да се стави на хартија затоа што заслужува да биде видена, на некој начин да дадеш видливост на некој кој што можеби не може тоа на таков начин да го изрази како авторот преку уметноста на пишаниот збор. Ќе се задржам на третиот дел од прашањето. Сметам дека токму тоа, една приказна доживеана од некого, да се забележи, за понатаму да послужи како пример кај другите, за да некој се пронајде во таа приказна едноставно, или за да извлече поука од таа приказна. Што се случило, што мене ми се случува и како можам јас да го надминам тој проблем и да застанам на нога. Мислам дека тука е мотивацијата да се пишува. А желба за пишување од секојаш сум имала, значи уште од како дете со оние школски раскази, писмени работи и такви работи, и тоа поривот за пишување едноставно си тлее во човек, или го имаш или го немаш, нели? И ако го имаш, избираш сам теми од животот. Значи, некој пишува фантастика, да речеме, некој пишува хумор, некој, како што рековме, некој пишува нешто сосема десето. Меѓутоа, еве, мене драмата ми останала од ваквото, уште од дете, да речеме, како тема на која можам да се задржам, и можеби затоа и ги бирам тие такви случувања од животот, што некој преживеал. И понатаму, сакам да го ставам на хартија, токму од тие причини што нанапред ги наведов. Значи, да послужи од утре на некого, дека се што ни се случува, може да се преживее, може да се застане на нога, тешко е. Не можеме да кажеме дека е лесно кога на некој му се случува, нели, лична драма и понатаму мора да живее со неа. Меѓутоа мора да најде сила и да се исправи. Постои една изрека: жив во гроб не се влегува. Значи, мораш да најдеш сила да ги надминеш проблемите и да продолжиш понатаму. И секогаш постои некоја причина зошто. Или, еве, да не збориме за најтешката работа како случајот во Кочани што беше загуба на дете. Значи, многу е тоа тешко, нема зборови со кои може да се опише. Меѓутоа, тој родител што има уште едно дете, тој мора да продолжи да живее ради тоа другото дете и да се носи со таа загуба што виновници ке бараме на сите страни, нормално. Меѓутоа, животот продолжува. Значи, мораш да најдеш сила и да продолжиш понатаму исправено, да се бориш, зашто целиот живот е борба всушност. Од што се водите кога пишувате? Како го замислувате својот коначен резултат и своето дело? Тоа што ќе го напишете треба да биде убаво, например, читателот утре кој ќе ја чита вашата книга треба да ужива. Например, постојат некои автори кои ги читате, навистина уживате во начинот на кој што ги конструира речениците, во самата семантика, во изборот на украсите, се гледа една тотално автентичен пристап и избор на јазик кој што го прави едно дело литературно и да има уметничка вредност, или се повеќе се служите со тоа, например, делото да биде поучно за некој. Веќе еве одговоривте и на тоа прашање, меѓутоа ајде малку да го продлабочиме и тоа. Дали делото треба да биде поучно во смисла на сите нас кои што сме биле низ некоја таква животна ситуација или можеби ќе бидеме низ таква животна ситуација, да го имаме тоа како еден лајт мотив, како една порака на која што ќе се сеќаваме секогаш кога ќе дојдат, како што рековте вие, тешки моменти, или разработувате тема на тој начин што треба да извлечам јас како читател или другите читатели заклучок од тоа што, например, има некои дела кои што се недовршени, кои што немаат ништо конкретно, меѓутоа начинот на кој што посредно ги представуваат работите го инспирира читателот да мисли, да има критички осврт, да нуди решенија на воспоставениот проблем, како да се недовршени некои теми и се остава на сугестијата на читателот да ја реши загадката и тематиката во книгата. Вие лично како авторот, кои од овие 3 наброени сегменти се водите при пишувањето? Кога пишувам, јас тргнувам прво од себе. Значи, што јас би барала во една книга. Бидејќи кажав, тоа се вистински приказни, значи битно е да се задржам на приказната што веќе ја знам. Меѓутоа, никогаш не можеш 100% да се задржиш на таа приказна. Нормално е дека секогаш дел од фикција мора да се употреби
нели, во некои сегменти, таму каде што сакаш да ги заштитиш луѓето, каде ликот да го заштитиш од некои реперкусии што може во животот да му се појават. Јас мислам дека барем мислам сега, затоа што кога сум пишувала не сум размислувала на тие прашања што сега ми ги постави. Мислам дека секогаш целта ми била прво да ја пренесам приказната автентично колку што можам, да ги изнесам моите емоции толку колку што можам најсилно и понатаму да може да се извлече полука од тоа. Мислам дека е многу важна пораката што една книга ќе ја прати до луѓето. И дека тоа е уствари најважниот дел од целата книга или авторско дело или не знам што. Затоа што ако нема порака, значи тоа ќе остане едноставно како забележано приказна на лист хартија и не. Меѓутоа пораката е многу битна, за да може тој што чита на крајот кога ќе ја затвори книгата да си рече па види, значи навистина е така и можам и јас понатаму да продолжам така. Како автор кого македонската читателска публика навистина го препознава по својот авторски печат и да кажам авторски идентитет кој што го има оставено преку своите книги, што мислите дека е најважно за пишување на едно оригинално дело? Рековте дека како автор секогаш се трудите приказните да поминат низ вас, да ги преживеете приказните, да дадете емотивна можеби димензија на самата животна приказна и да го пренесете тоа на читателите. Дали е тоа впрочем тоа што е пресудно за еден автор да има авторски однос кон своите дела, затоа што знаете има некои писатели, јас лично кога ќе ги читам, си мислам било кој може, па дури и ChatGPT или не знам, генератор на вештачка интелигенција, генератор за текстови на вештачка интелигенција, да напише таква приказна. Некако како да ми фали тој емоционален шмек кој што кај некои автори навистина го има и се гледа тој однос као кон своето чедо да го имате кога пишувате книга. Буквално како книгата да е излезена од душата на авторот, напишана со зборови и ставена пред читателот. Ако не постои авторската емоционалност, значи све што ќе напишеш на хартија ќе остане само приказна напишана на хартија. Мора да постои. Значи мораш да се внесеш цел во тоа што го пишуваш. Јас, да речеме, првата книга си ја нареков моето прво бебе. Знаеме што значи да имаш прво бебе, нели? Тоа е нешто најубаво во животот што ти се случува. Затоа што и кога ја пишував, така ја доживував. Значи, не знам како е со другите автори, значи зборам само за личното искуство, нели? Јас кога ја пишував и кога во некои делови преемотивни, значи ќе дојдев или ќе се враќав или нешто да коригираш, да поправиш, јас си плачев над нив. Значи ти за да плачеш над тоа што го пишуваш, мора да имаш многу емоции во себе и да знаеш како да ги пренесеш тие емоции. Ако не ги пренесеш, тие не можат да стасат до читателот, и тогаш ќе имаме дело направено со вештачка интелигенција, што веќе мислам дека се зборува и дека се прави. Затоа мислам дека кога тргнуваш да пишуваш една приказна, не само што треба да ја имаш во главата, што сакаш ти со неа да постигнеш, што сакаш да раскажеш преку неа, како, на кој начин сакаш да стасаш до читателот. И тогаш се почнува со пишување. Значи, тогаш знаеш кои се тие делови од книгата кои ги пренесуваат тие пораки за кои претходно зборувавме. Значи, дали е тоа дека при секој пат во животот мораш да собереш сила па да се исправиш на нозе? Дали е тоа дека не си само ти тој на кој нешто лошо му се случува? Му се случува и зборувам на тој начин затоа што јас пишувам драми, нели? Кога би пишувала некој друг вид, веројатно би зборувала на друг начин. Меѓутоа, за да пишуваш драма, стварно мора да имаш премногу емотивност во себе, за да можеш тие емоции да ги изнесеш така да допрат до читателот. Која е состојбата со книжевноста денеска во Македонија? Кој е статусот на книгите? Ми се чини дека денеска кога ќе се каже дали читаш, обично луѓето мислат дали нешто читаш на плажа, нешто што се чита заради забава или од слободно време или од помодарства за да се направат убави Инстаграм фотографии. Некако луѓето со помала доза на сериозност ги сваќаат книгите или книгата у смисла да биде некој учебник, па од тоа да треба да се научи нешто,
како да ја изгуби она своја елементарна суштинска вредност што има книгата, токму да комуницира авторот со читателот, едноставно да учествува во развојот на неговата личност и на неговите вредности. Го делите ли вие тој впечаток дека книгата навистина ја изгуби денеска својата вредност? Дури ни од забава денеска, веќе гледам помладите генерации не се фаќаат за книга, повеќе користат некои субституенти како што се интернет, видеоигрици, повеќе време од посветено на забавата и слободно време трошат на такви работи, отколку еве да посегнат по книга, така што мислам дека и тука веќе книгата се истиснува од секојдневната употреба. Дали јас сум во лошо обкружување кога е книгата во прашање или навистина тоа е некој современ тренд кој што е репрезентативен и кој што е навистина застапен широко насекаде околу нас? Па мислам дека телефоните, Фејсбукот, Инстаграмот ни одземаат премногу време на сите. Дури сега ќе го спомнам брат ми со кого се знаеме да се насмееме некогаш за Фејсбук, ќе рече бе ќе отворам за 5 минути, кога ќе видам поминале 3 часа. Значи не ни приметуваме кога поминува тоа време, кое јас на некој начин го сметам за изгубено време. Затоа што 5 минути на Фејсбук ми се доволни, ама 3 сати ми се премногу, затоа што сметам дека за 2 часа и 55 минути што сум ги изгубила на Фејсбук, јас можам да прочитам една убава книга. Јас не имам чувство дека не се чита доволно, меѓутоа за жал сметам дека кај помладата популација се чита многу малце. Порано им видував, да речеме, на хрватите, на словенците, затоа што сум имала прилика да одам во Загреб, во Љубљана, да шетам по антикварници, по книжарници, каде што наоѓам книги, да речеме, издадени не знам која година таму, па аз сум ги барала долго време. И секогаш вика, види колку читачка нација е, колку на 2 чекори книжарници. Мислам дека и кај нас сега има доволно книжарници. Мислам дека доволно книги се печатат и сега и веројатно и се чита. Затоа што не верувам дека тие книги се печатат само за да бидат печатени. Веројатно и се продаваат и се читаат. А кога се однесува до читањето, значи јас, можеби моето обкружување е такво, се дружам со луѓе што големи читатели се, не само читатели, него големи читатели. Се дружам со луѓе од книжевните групи со кои во последните години сум станала пријателка и со кои можам да седнам да пијам кафе и да разменам мислење за некоја книга. Си подаруваме книги едни на други. И можеби моето обкружување, е такво во кое луѓето читаат. И тоа е многу битно, посебно за еден читател како мене, зашто јас сега од една страна сум автор, а од друга страна сум и голем читател. За мене е тоа многу важно, затоа што кога ќе ја прочитам една книга, сакаш со некого да споделиш или нешто од книгата, некои впечатоци, зошто така бил крајот, што мислил, да речеме, авторот со тој дел, оној дел или не знам што. Затоа е многу убаво да се движиш во таков круг на читатели. А како што реков, интернетот на сите ни одзема многу време. Сега, на кој начин да ги мотивираме децата? Значи, затоа што тоа почнува од детството, почнува навиката за читање. А како да ги мотивираме, како да ги научиме? Мислам дека тоа треба да почне во домовите и во училиштето. А понатаму како ќе се развива, се зависи од интересот на детето. Мене лично, кога ќе ми постават прашања кои што ги сврстувам у категории најтешки прашања, тоа се 2 прашања на кои што никогаш немам одговор. Како си и која ти е омилена книга? Затоа што имам толку многу омилени книги и листата е предолга, што навистина не знам, и во различни животни периоди различни омилени книги. Еднаш ми беше Бите и време од Хајдегер, веќе не ми е таа омилена книга, надмината е со некои други. Господја Бовари, па некои други, Стаклено звоно. Зависи у кој период од животот сум, така и книгите како на мојата листа на омилени книги се менуваат. И тоа е полесно, претпоставам, прашање, отколку кога автор ќе го прашате која е вашата омилена книга од вашите книги што вие сте ги напишале. Дали се согласувате со тоа дека навистина е потешкотија да се изберат омилени книги помеѓу вашите книги, баш поради тоа што имате некако многу личен однос со тоа што сте го напишале. Имате ли вие таков проблем? Да ме прашаше која ми е омилена книга од други автори, веројатно ќе ми беше многу полесно да одговорам. Иако и тука ќе наброев барем 10 омилени веднаш. Меѓутоа, од моите,
Тоа е како, знаеш, кога мајка би ја прашала која од трите деца највеќе си го сакаш. Верувам дека она ќе каже, па добро, прва радост ми е првото дете, ама не можам да речем дека второто помалце си го сакам, или па третото па најмалото, нели? Не може да се сака најмалце. Така и јас. Значи, веројатно, првата книга ми е она што направи пробив кај мене, личен. Ама не можам да кажам дека само неа ја сакам, затоа што со исти емоции пристапив на пишувањето и на Тајната на Алексови и на Куклата на Ана. Затоа мислам дека еден автор не може да каже дека има своја омилена книга, затоа што секоја на свој начин му е драга. Наде, ти благодарам уште еднаш за твоето гостување во емисијата Мој избор. Морам да споделам и со моите гледачи дека навистина секој разговор со тебе ми е големо уживање. Токму поради изборот на темите кои што ги имаме заеднички теми, а тоа се книгите, меѓутоа и начинот на кој што пристапуваш на самите теми, навистина е оригинален и убаво е да се слушне едно такво освежување, една таква новина и навистина ти благодарам што секогаш срдечно ги прифаќаш поканите за гостување и што со твоите читатели, а со моите гледачи ги споделуваш сите свои знања и искуства на темите. И јас благодарам исто на поканата. Секогаш со задоволство доаѓам затоа што искрено мислам дека ти поставуваш прекрасни прашања на кои не може човек да не одговори и да нема одговор. Така ти благодарам уште еднаш на поканата да бидам ваш гост. Се гледаме повторно. Обкружете се со луѓе што читаат, затоа што тие имаат многу поголемо разбирање за тоа што се случува во животот, не осудуваат, туку расудуваат и секако вистинската поддршка и припадност ќе најдете токму помеѓу луѓето што читаат. Тоа е пораката која што можеме да ја извлечеме како лајт мотив на денешното интервју. Јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ве поздравувам.